Почитувани колеги пратеници, почитувана министерке, пред мене колешката изнесе многу факти. Колку е важно да се грижиме сите, посебно што подигната е свеста на голем дел на населението за борбата за заштита на нашата животна средина и околу тоа нема потреба многу сите да се повторуваме, да не слушаме баш тој раздел сме и таа цела дебата околу таа заштита. Ми беше жал кога слушнав дека дел од вашите коалициони партнери кажаа дека имат основани сомневања за криминал внатре на некој има интерес за криминал, за да не се даде да профункционира Централната акредитирана лабораторија и се радувам што вие, еве, дадовте, и ако ви доизменет амандман со помалку средства, ако се малку, ама ќе се почни нешто, за да може да се оствари. Тоа е многу важно, многу битно. Значи, знаеме дека буџетот на Министерството за животна средина, кога го предложиле, бил малце поголем, како скратен, сте го вратиле и сте ги намалиле доста од тие ставки. Слушнав и во една дебата дека и во делот на мерните станици имавме амандман, јас и колегата, меѓутоа не се одобрија парични средства, посебно за делот пред рек Битола, онаму каде што е потребно и каде што се важни точки на загаденост и каде што едно од првите чекори во многуте чекори за реализација, односно на сите тие проекти понатаму за сузбивање на загаденоста, е да ја измериме. Колку е всушност и да имат јасна слика граѓаните во тој дел со што се борат. Зашто говориме, дали е популизам или е вистинска определба на сите граѓани да си го заштита здравието своје и на своите деца. Ова е ветување од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, ние, независно што е и ветување од нашата програма, меѓутоа не сме на власт и гледаме што тоа ветиле Социјалдемократскиот сојуз, дека ќе имаме систем финансиска подршка за изградба на филтри кај задогодувачите на индустријата. И вие бевте многу енергична, колешке, пред тоа. Кажавте дека индустријата е прв загадувач. Значи, бевте вистина енергични и беше добро тоа да се случи. И затоа 15 пратеници од опозицијата, сите од различни градови од државата, секаде каде што има такви загадувачи, побараа дел во субвенционирање за, всушност, за филтри за индустријските капацитети. И докаде е всушност таа постапка? При проверка и на веб страната на Министерството за животна средина нема никаква програма за овој ветен систем за замена на филтрите во индустријските капацитети или поставување некаде нови. Нема тоа, за да не филозофирам, за да бидеме точно, експлицитно јасни во нашата дебата, дека во самата програма на владата стои мониторингот на квалитетот емисијата во воздухот, водите, почвата ќе биде постојано и достапен на јавноста и ќе се мери, всушност се покажа дека е декларативно. Секаде каде што побаравме мерни станици и кажавме дека се потребни во клучни места, не се одобрија парични средства. А знаеме само за Битола, некни во моето излагање, кажав дека повеќе од една година беше на поправка. Да. Беше надвор од употреба и се испрати во некој центар во Виена, каде што и се врши таа поправка. Владата ќе финансира изработка на приоритетна листа за решавање на таквите индустријски капацитети. За приоритетна листа многу лесно за правење, меѓутоа, всушност како ќе се бориме околу тоа? Приоритет ќе бидат изградба и на пречистителни станици за третман на отпадни води и тоа населени места со над 10.000 жители. Ништо и од ова, затоа што сите предложени овде проекти што ги давме за поддршка, знаеме како оди тој цел процес на општините,
како и каде се финансира, меѓутоа за поддршка некаде каде што е започнат процесот да се дозаврши, не добивме, односно ни еден амандман од опозицијата не е прифатен. Сега за новите филтри во рек Битола, од вашето раководство вие сте нивните изјави одделем дека дури за 2 до 3 години во рек Битола ќе бидат поставени модерни електростатски филтри. Посебно по пораката од Европската енергетска заедница дека земјава како што се приближува кој ЕУ ќе мора да го намали производството на струја од најголемиот загадувач од јагленот. Тоа изнесува огромни 70% од електраните на Македонија, така да филтрите се скапа инвестиција и знаеме, затоа што ние тука водевме дебата со вас кога бевте во опозиција, дека се 20 милиони евра, дека во тој процес треба помоши од државата, започнати се некои други процеси да подобрување, односно со ревитализација на котлите, се започна со некој процес кој ги облажуваше таа загаденост, меѓутоа еден од врвните и први приоритети беше филтер. Ништо од тоа, плюс се дава некој образложение за да се постават филтрите, треба да се извади од употреба блокот 60, од 80 па дури 90 дена зазема многу временски простор, односно се зема од производство на електрична енергија, така да барем образложенијата да држат место, ќе биде добро. Отколку да се каже не, немаме парични средства, нема да ги воведиме сега, скап е проектот и да се побијат самите себе си кои ги имаја сите дадено дека во првите 100 дена ќе се направат сите мерки за заштита на животната средина. Така да мислам, сите 15 пратеници кои се потпишаа и кои не очекуваат дека во сите места од каде што доаѓаат дека ќе се помогне поставување на филтри, меѓутоа како што е еве субвенционирањето со инвертер клими и слично, да се направи одредено субвенционирање онаму каде што може се поевтини, да се стават такви филтри, да се овозможи барем еден чекор во заштита на животната средина и индустријата како еден од најголемите загадувачи да почнеме дел по дел да помагаме за да може да со поставувањето на филтрите да не биде број еден прв загадувач. Така да очекувам, може да биде и видоизменет амандманот, може да биде и со помала сума, меѓутоа ќе биде еден многу јасен патоказ и во развојот на демократијата, кога ќе кажеме дека не само од коалиционите партнери се прифаќаат амандмани. Еве, Реджел не е тука, ме замоли на пат да дојди да го образложи амандманот. Имам некоја така мисла дека може да го прифатите неговиот, затоа што ги прифаќате. Еве, од Дом редно би било и од ВМРО ДПМН, посебно каде што се потпишани над 15 пратеници. Ова е најискрено, ќе биде така еден чекор напред во развојот на таа демократија, во развојот на таа добра волја на сите граѓани, а ќе биде и добро и за вас. Не чекаат избори, ќе покажете навистина една добар потек, независно се тоа ќе добијат граѓаните. Нас тоа ни е важно. Благодарам.